тука ти зборам. Што тоа? Како што? Во лето носам шорци, ви зиму панталони, многу јасна разликата. Лето шорци, ви зиму панталони, така? Сега имам една кратка ногавица на десната нога и една долга на левата нога, нема функционира ни есен. Слушаш ли? Ова е местото. Да, ова е место, окей. Ако е ова место, зашто не задзвонивме на звончето, а? Портата е автоматска, сама се отвара. Не можеш да скокаме преку огради да си ги скинам панталони. Нема ништо на моите панталони, бе. Зборувам за моите панталони. Кај е проблем? Што мене е проблемот? Ама силно не си нервозен. Не, баш сум кул, ова е само не виден детали. Што тоа, бе? Како што зборам за оваа скратена ногавица, си имам асиметрични панталони или шорци. Па добро, сигурно не си нервозен, бе. Ти сигурен си дека сме на истинското место, бе? Да, ова е местото. Требаше да зазвониме на звончето. Чекај, сакаш да кажеш дека не требаше да прескакам? Да, тоа сакам да ти кажам. Така сигурно немаше да ги скинам панталоните. Требаше да си седиме дома. Седевме дома и си гледавме телевизија и немаше да се возиме оваа вукојебина. Ова не е вукојебина, разбра? Што прави? Не знам, ке чекаме, ке видя. Не си ми кажал Муса или ми кажал Отивко. Мора да е некој многу чуден човек, мислам, која будала живее на село денес. Горест. Парното не работи, да. Јас... Многу ми е непријатно. Мол? Велам студен овде. Мене не ми стои. Цел ден се трудам да го задржам грејањето, ама ништо. Изгледа се работи. Чудно. Предната врата беше отворена. Сепак се прикачив преку градата кога старите добри гремиња. Тебе не те студи? Не. Сигурно? Да. Значи само мене ми студи, а? Така изгледа, да. Се прекачи преку оградата, а? Да, не можев поинако. Го погрешивме патот. Неколку пати. Можеш да замислиш. Ако минеш езерцето, вртиш десно и право на куќа да се црна ограда. Значи, езерцето десно и право на куќа да се црна ограда. Молам? Поминуваш покрај езерцето, вртиш десно и право на куќа да се црна ограда. Мислам, тоа го кажувам обично на луѓе што прв пат доаѓаат овде. Да, добро им кажуваш. Мислам, добри инструкции им даваш. Да. Знам. Изгледа тоа на мој осет за ориентација, затоа погрешивме. А немаше ни сообраќајни знаци. Немаше знаци. Нема ни еден. Да, сам треба да најдеш рака на карта. А немавме ни карта. Чудно. Не знам како можевме карта да забравиме. Не тоа. Чудно како немало знаци. Немаше, ниту еден немаше. Да, чудно. Сепак неверојатно. Да, неверојатно. Не сакам ни да помислам на тоа. Па не мисли. Не? Не. 14 години. 16 години. 16 беа? 16 години, Ивица. Па како? Што како? Па мислам, како си? Ти? Не можам да се пожалам на вистина. Мислам, окей, се е окей онака. Сакаш да ме импресионираш сега?
Не, навистина. Што ти научите? Ха? Што ме научите? Прашина нешто? Да, најверојатно е тоа, да. Да, целскиот воздух. Куќата не се променила, мислам. Старата добра куќа, ова... Добро, малку мебелот е сменен, да. Најверојатно е до тоа, до мебелот. Мислам, добро, ако подразмислам подобро, воопшто не можам да ја препознам старата куќа. Алек исто прескокна преко градата. Уште е млад, има многу да учи, знаеш. Александар. Алек. Александар. Алек. Ова е Гораст. Гораст Цветковски, човекот за кој што ти зборував. Алек. Александар, што е со панталони, да? Некоја нова мода. А не, па јас се прекачував преку вашата ограда, господине, да. Еде, Мислам, многу опасна работа во тоа прекачувањето преку оградата. Сте помислиле некош да ги отсечете тие шилци, да ги скратите? Не ради мене тоа еднаш ми се случи, ама што е со другите деца, а? Зашто збориш, бе? Зборам за другите деца што се прекачуваат преку ограда, нели така се прави на селото? Господин Цветковски, сте нашли некош совисано дете на вашата ограда? ужасно. Ужасно, Александар. Ужасно изгледаш. Сам поради панталоните твои. Да не си сече. А, ништо малце. Сакаш да застанеш до радиатора да се згрееш? Како што гледате, не. Не сакаш да застанеш до радиатора да се згрееш? Не. Не сакаш да застанеш до радиатора да се згрееш? А кај веднаш застане до радиаторот? Добро бе, добро. Повели. Сега сте уговорна порака во моето уговорно сандаче. Ти беше, нели? Не се сеќавам. Звучеше како тебе. Да? Не па јас бев. Се надевам не се лутиш што додав со Алек. Не е важно сега, сите сме тука. Да. Да? Да. Алек работи кај мене, мислам, на се, заедно работиме, јас и Алек. Од кога? Од кога? Не, колку долго. Најмалку една година. Така звучи, да. И секогаш заедно работите? Да, на градилиште ние сме градежништво, градежници. Така, дзидери. Градежници нам поише не се свија градежници. Така, дзидери. И нормално како сите дзидери си го носите алатот со вас, а? Мо? Алат? Се знае, пила, чекан, клешти. Секој дзидар мора да си го носи алатот со себе. Вие го носите со вас. Да, бе, да, како не све носим? Ово ми се допаѓа. Момчето е професионалец. Шеснаесет години. Колку само работи се променија за 16 години. Кај тебе се променили нешта, Јавица? Мо? Се променили нешто, не знам, кај тебе, еве, жена, деца, куќа, двор, џуџиње во дворот, било што? Не. Не, а? Не. Не, уште тогаш ти не беше тако за џуџиње во дворот, не беше. Не. Ема ти мислиш дека нема да дојде време? Нема, дури ни за тебе.
Мислиш време за движење? Знаеш на што мислам. Ти како си? Тук седам се одмарам. Добар си? Изгледаш малце блево. Како си каше пријателот Александар? Але, Да, Александар, колку години имаш? 20. 20. Па изгледаш постар. Тежок живот, јеби го. Прекрасни години, Александар. Прекрасни. И јас и Ивица имавме еднашка по 20 години, да. Сигурно ти раскажувал за нашите подвизи, ја ти ги кажал тие приказни, да. Ама се обложувам дека ги изоставил најубавите делови. Нормално, Александар. Не може секој да ги чуе тие работи, мора да имаш влак на наградите за да ги слушнеш тие работи. Кога сме веќе кај влак на наградите? Ти имаш влак на наградите, Александар? Да, имам, да. Александар имал влак на наградите. Гледај. Браво, Александар. Александар е влакнесто момче. Може дури да се каже дека е тоа рунтавиот Александар. Александар, не ти е малку непријатно вака што си во туѓа куќа со искинати панталони? Не е толку лошо, не. Ке ми дозволиш и само една работа. Што? Не се плаши, бе, не се плаши. И ги се облечем овие, ајде, искинати панталони. Другото. Ајде. И ќе ти донесам нови, Александар. Многу љубазно од вас. Маш нови панталони. И нема што да ми се заблагодаруваш за новите панталони. Тоа е најмалку што можам да направам. Земи си пиво, ти знаеш како инат. Да. Ти пиеш пиво, Александар? Нормално. Нормално. Рунтав Александар, нормално дека пие пиво. Нема си мрднал. Ке се вратам веднаш. Добар човек, добар. Не, стварно. Прилично спонтано, вака. Не, стварно добар човек. Наистина, многу добар човек. Иако, знаеш, мислам дека има нешто тоа со панталоните. Нешто спонтано, нешто свое. Тој ти ги зема панталоните за да ти донесе нови, сака да ти помогне. Да. Да, сега. Знаеш, многу сакам да те прашам. Ајде да прашуваме. Ама види, ова не е обично прашање, Ивица. Обично прашање би било прашање од типот, но Ивица, шо мислиш, кој ќе тепа на Лига шампиони, според тебе? Ама не, ова е друго прашање. Ова е прашање од типот на како тоа јас се најав тука у туѓа куќа со ништо освен моите јебени гачи? Или да ти поедноставам малце. Како зацапав овие гомна, кажи ми. Тука си со мене и само верувам. Да бе, да, тука сум со тебе, секогаш дојдам со тебе, бе, Ивица, така? Нема поставување прашање, еден повеќе Алек трча, така? Јас сум твојот ангел чувар, бе, Ивица. Јас сум твојот верен слуга. А сега не сме тука помалце ни од еден сат, ја више ги изгубив панталоните. Кажи ми, што кур правиме тука? Тука сме на правото место. Але и окей ми е тука, не, стварно ми е окей тука. Има нешто оваа силска хармонија, бе, нешто што ме тера да впивам се, знаеш? Ми се гади. Заќутиш или да ти го пукнаме, а? Што ти е тоа? Ништо не ми. Да не си вознемирен? Што е, па ти знаеш. Не знам многу, Бивица, не знам многу. Знам дека си се испатил под мишките и си се сгужвал ко крпа. Бе, никој не те требаше да дојдеш сам дори, така? Да, бе, да, љубопитен, бе. Сакав да имам какви гомна ќе зацапам овој пат. Иди до мене. Немој да зборуваш ако не те прашува. Зборувај само кога е неопходно. Разбра? Може ли уште едно нешто да те прашам само? Ајде да прашај. Зошто бе, у 3 лепе пички матери не мораше на село да биде тоа? Ой, облечех. Господин, извинете, ако ги направите. Нема никаков проблем. Нема зашто да ми се извинуваш, се надам ќе ти бидат точни, јас тие ги носев порано кога бев малку послаб. Знаеш дека со тие панталони излегувавме во град?
Кажа Ливица дека учевме во исто училиште? Не, ништо не. Да, да. Да, јас бев 2 години помал од него. Така е, јас бев постарано, секогаш си игравме заедно. Компјутерски игрици и фудбал. Така е. Игрици и фудбалче. Имаше 2 голчиња покрај куќата. Не ги уште стојат таму. Татко ти уште живее тука дома? Александар, го сеќаш ли ти тоа? Што тоа? Пробај. Ова е воздух чист. Дзуни ко стакло. Има да се одморите вечерва, ќе спиеде како заклани. И овој спијам како закон? Знаеш дека жирафите спијат 2 часа на ден? Глупост. Не, навистина. И коњите се спијат 2 часа, а кравите спијат 3 часа и слоновите исто така спијат 2 часа. Сигурен си? Да. А има и птици што спијат вака со едно затворено око, а? Може да знаеш ли, леле? Кај ти е по-опасно? Не знам, прочитав во некоја брошура, не знам. А мувите? Мувите. Да. Мувите колку долго спијат? Па не реков ништо за мувите. Знам дека не рече ништо. Еве јас те прашам. Ивица, што мислиш, колку долго спијат мувите? Не знам. Ај погоди. 2 часа во текот на денот. Ладно. Погоди пак. Половина час. Уште поладно. Погоди пак. 5 часа. Млако. Ајде. 9 часа? Уште потопло. Ајде. 7 часа. Не, сега уште поладно. Не знам добро, ќе се откажам, кажи ми. Ти давам уште една шанса, погоди пак. 20 часа во текот на денот. Шестнаесет часа. 16? 16 часа во една деноноќе. Ја, ти вам гадовите мрзли, а ти вам ми. А ти како спиеш, а, Евица? Се надевам дека вечерва добро ќе спијам. И јас се надевам. Александар, си бил ли ти некогаш на село? А, еднаш на кампување. Ама како малто? Да, како дете. И како? Многу лошо. Зошто? Ужасно. Па, да, слушаш шкрипење, шушкање од животни надвор, па, не знам, некој се бере и така цело. Така е, на село ништо не спие, Александар, ништо. Се мрда, се движи. Лисици, ластовици, ласици. Само што си заспал, нешто ќе ти се пикне под јорганот и жив ќе ти изеде. Мило ми е што те гледам. Мене ми е драго. Мислев нема да дојдеш. Дека задоцна. Не секој дека ќе дојде. Мислев дека нема да дојдеш после се што се случи. Он? Тоа за Александар. Тоа што му се случило како мал на село, тоа Александар е траума. Таква траума може многу лесно да те одврати од даѓање на село, не ли, Ивица? Може да те замолам за една услуга? Да, што треба? Сакам да одиграме една партија фудбал. Знаеш, како старите добри времења, Ивица, а? Што велиш? Се? Да. Само треба некој да ги намести головите. Алек, еве да намести и головите. А ја да ги наместам головите, а? А, да, добро. Добро ќе ги наместам головите, мислам. После се тоа одлично шанса ги правам новите панталончи. Така. Ene ги тоа.
Зем. Што е ово? Рашлја. Прачки за наоѓање вода. Од кај дојде овде? Од подрумот. Има еден куп глупости доле. Компјутерот уште го чуваш? И тој е негде доле таму. Се прашувам дали уште играш. Што да игра? Wings of Fury да ги убаваш сите оние јапонци на Пацификот и North South, како се викаш. Комодора 64 да. Да, зашто не играш повеќе? Нема веќе игри сивица. Се е во подрумот. Да. Идеме да раставме игрите. Сега ми се предочи сите тие флопи диско. Бискетите. 525 инчи. Да. Како беше она лоат на водници, звезда на водници, запирка 1, запирка 8. Владирање на турба, да. Така е. Не се чувствував привилегирано. Зошто? Секогаш доаѓав кај тебе да играм игриците. Текно, мислам, секогаш бев тука некаде. Така е, така е. Така. Бев тука и кога татко ти го купи комодорето. Се сеќаваш? Мислам, као сега ми е пред очи, мислам, како сите таа кутија со сите тие бели стиропорни парчиња, човече. Чудно е како човекот се сеќа на некои мириси, мислам, сега да ме прашаш како мирисеше првото парче ребро што го имам каснато во живот, никош нема да ми текне, ама мирисот на тој компјутер го имам овдека го имам, знаеш? Колку игравме таа вечер. Не дека прстите на рацете. Не, сигурно се чувствував привилегирано однатре, да, дефинитивно. Добро да го кажи, не мора да го повторуваш сега, таборет. Ама не, знаеш, као дете, мислам, работи и гледаш онака, Не, јасно ми сваѓаш само се не здраво мора за не готово. мора да повторуваш. Сигурно сум се чувствувал. Добро бе, доста. Стигна на журката тогаш. На која журка? Ево на, кога заспавме во количките за пазарење железничкава ти текна. Не заспав јас, ти заспав. Епак бевме незапиливи, признам. Да. Бевме незапиливи. Како тотално, зало, да, какви супер. журки, какви. Неверојатно. Беше одма после тоа умре татко ми. Не знам. Сочувствам. Фала. Добро и кај мене не одеше се поред, мислам, не беше се така розово, знаеш. Shit happens. А и градот. Не истиот град, мислам. Уште истиот град, само сега е куп од лајна, знаеш. Мислам, окей, ти можеш да излезеш од градот, да отидеш на село, ама сепак не можеш да побегнеш. Дури да го направиш тоа, мислам, да земеш слободен ден, да земеш кола, да отидеш на село, ти сепак не можеш да побегнеш. Најверојатно е добро да подобро да останеш во градот секогаш. Најверојатно. Но еве ме викна и дојдов. И се што сакаш да направам, ќе направам, само кажи. Сакам да ископам дупка. Дупка. Татко ми рече дека има подземна вода позади куќата на 7 метри. 7 метри. Сакам да почнеме веднаш. Само прво, да играме на партија фудбал. Може? Може. Ајде, Алек, готов си? Па немаш. Како тоа не баш?
Па видете, ова е мало голче, мислам, на едно дете сигурно ми се чини огромно ко на стадиона, но ова е мало голче. Што збориш бе? Па гледа колкава е голче, како што зборам. Па што ако е толкова? Го намести ли? Па е. Па ајде да играм. Ајде. Доаѓа уште некој? Не, само ние сме. Само ние тројца. Само ние тројца. Добро, кој брани? Сите браниме. А кој напади? Што се правиш бе ти кога да не знаеш? Сите напаѓаме. Че ти си судија? Не бе, Алек. Шутираш, погодуваш, поен, што не е јасно? Хајде. Чекај, мислиш дека можеш да победиш, така? Хајде. Што играме? Го што секогаш сме играли. Почит и слава. Играме за почит и слава. Така е. Играме за почет и слава, Алек. Може? Може. Ајде. И гол! 1-1-0 за мене. Добро. Чекај, не треба да си надвор 16 да шутираш. Па не играме уличен фудбал. А што играме народна? Абе, Алек, сега играш со големите, ова се правило на големите. Јасно? Ајде. Па ајде на старци, ајде, чива е топка? Моја топката, ја последен дадов гол. Како твоја Ајде. топката, моја топка. Еве ти е топка, ајде. Ајде, види го, види го, види го. Ајде би играј човеку, ајде, што? Како гојам време, што? Доста дриблаш, ајде играј човеку. Ајде бре, влези. Чекај, моце, стој. Дај моце. Дај ме. Да му? Дај ме, моце. И рага! Еден. За мене. О, добре, дојде во игра, Алек. О, добре, најдовме. А, задоволството е наше. О, не, задоволството е наше. Не, задоволството е повеќе наше. Не, ние тебе те Многу чекаме. сте љубезни. Не, потреба да се извиниш. Не, низ не си. Многу љубезно од вас. Нема потреба да се заблагодаруваш. Извини, чекам малку. Готови сте? Што ти е да? Ништо не. Ајде. Ајде. И Ивица пробај да шеба, видете му ги ноџињата како влегува. Ништо бе не ме на нозете, ајде. Ајде, човече, ајде. Ја, фаул, што правиш бе? Играм фудбал. Како не поишли на рагби, ова? Ајде оди по топката. Зашо ја дам теја шут? Што направи? Оди по топката. Теја шут. Знае кој иде по топката, бе. Најмалиот иде по Не е топката. така, тој што ќе се шутне, тој ќе се земе. Зашто ја шутна топката, човеку? Иди по топка. Ја да идам по топката. Па ти ја шутна. Од кога се овие нови правила? Од секогаш. Добро, ја кидам по топката. Ајде, ја кидам. Океј, ја кидам. Ја кидам по топката. Добро играм. Сега те прашам што правиш. По пат кој идевме наваму с Ивица. И ништо скенирав околинава, знаеш, ова селскиот предел. И почнав да се прашам што би може да правам тука, знаеш, што би работел, како би се снашол. Како мислиш? Да, тоа ми прашањето. Човек како мене што може да работи тука на село? Не знам, што знаеш да работи? Мислам, што работат твоите генерација, пријатели, другари? Па мојата генерација? Да. Па, што знам, комуникативни се, непостојани, се движат. Не ме разбра. Ти конкретно, Алек, што знаеш да правиш? Што знаеш ти да работиш?
Јас сум музичар. Што свириш? А не, на компјутер. Зашо беше? Не. Не мора да знаеш да свириш инструмент да правиш музика. Па не мора, ама и мора. Добро, сега битно е да имаш слух. Да знаеш со што иде, што можеш да измиксаш. Ама реално не мора да знаеш да свириш инструмент за да правиш музика. А зашо ти не свириш некој инструмент? Диџеј, е? Па. Што вртиш, винили или MP3? Зависи како. А кај пушташ? Клупчиња. Резидент си негде? Да. За викенди, греди свирки еден дечко. Така. И тоа претежно вртиш дискови, ти дават пари. Тоа е. И во тоа сега да те прашаме, тука во околина има некој место кај што може да пушта музика? Тешкото. Нема дека ништо. Диџеј. Па ја можам да бидам диџеј. Пушти, плей, само си миксата, си работи, си прави. Идевме многу порано, идевме по дискотеки. Со Ивица, до градот. Многу го излегувавме. Се осеќам уморно. Уморно. Старо се осеќам. Се осеќам како татко ми. Ама татко ми сега. Ме разбираш бе што ти зборам? Не баш. Зашто? Ја немам татко. Не знам, извини. Нема потреба да се извинам, што е. Со Ивица заедно идете дискотеки, а? Уште игра такаш голјава с наџињата. Чакај. Ево го бе. Кај си ти сега? Попов, у тревата, знаеш дека има трева до овдека? Не. А знаеш дека лените ги јадат моите смејки таму долу? Што збориш? Што збор? Хајде игра, хајде. Хајде, Алек, твоја топката. Хајде, Ајде, јас сум спремен. хајде, играј. Ајде. Играј. Алек, добро Што сакаш бе, да ме убиеш? Што курва ти имам? Што ми влагаш така? Зашо не донесовте тука, бе? А? Оваа пустелија? Да се убиеме оваа глупа игра? Знаеш што, кур ме боли, дојав тука со него. Зошто ми се допаѓа овој човек, му се восхитувам на овој човек. Ама не на геј начин, да не се сватиме погрешно. Значи, по пат на аму ми кажа дека вие двајца сте биле вакви. Значи дека ве сака, така? Значи дека уште ве сака. Алек, добар си, брат. Извини. Извини, зашто? За се. За фудбалот, за голчињата, за топката, за се. Не требаше се докажам, требаше само да се запознаеме, извини. Варе сме се? Расчистивме? А може ли уште една работа да расчистиме? Поведи. Што правиме тука? Зашо сме тука? Ке копаме дупка. Дупка? Дупка. Каде? Позади тебе тоа. Друго нешто да расчистиме? Уште една работа. Кој поведи?
Иди ваму. Трзи. Чекай се, стој. Дай ми некој точноц. Го положиме на Австралија, ќе стане. Само ти копе. Последен пат, кога копав дупка, беше дупка за стапица. Во шумата. Се сеќаваш, ти беше таму. Не се сеќам. Не се сеќаваш. Се си заборил. 2 метри длабока. Ја покривме со лиси и гранки. После неколку дена најдовме мртва срна, покриена со црви. Сме заборали на дупката. Детска работа. Да, детска работа. Детска работа. Ајде.
Чек. Шо бе, си измори? Папата. Ајде си. Ја викам, правиот човек за копање дупка е Ивица. А он се умори после 2 минути копање. Кажете нешто. Што сакаш да кажем? Што знам, кажете како е да пораснеш на село. На село? Па на село... Село имаш повеќе борби и крв. Стријат борби и крв. Селото ти го прават малку шарен, знаеш. Сега не би било лошо и града да добие малку од тоа ширење. Инаку, се друго ти е као да пораснеш во град. Борби? Со кого борби? Со пријателите, Велик. Борби со пријатели? Епа, на село немаш никој освен пријателите. На село, Алек, Сандре, зависиш само од пријателите заради непријателите. А вие двајца се тепавте еден со друг? Охо, Не баш. не баш. Се си заборил. Се си заборил. Види, на село имаш разни начини како да пораснеш. Така е. Ево, например, Ивица порасна повеќе во мојата куќа отколку во својата. Практично тој порасна повеќе овде отколку кај него дома. Така е. Така е. А? Нема, кај мене беше атмосферата попријателска. Така Точно е. кај тебе имаше помалку дерење. Така е. Што сте се фатили вие само нешто? Селото, минатото. Кажи, Велик, ти си млад. Што се случува сега, во моментот, денешницава, што прават младите, што ги интересира нив? А? Да. Што знам? Денес е битно како изгледаш, а не какви стави застапуваш. Ајде. Од давен сам се случило некакви затворени простори, луѓето едни ваму, други таму. Нема средина. Стварно? Некој да знаме, не правам овој луѓе на моја возраст. Да? Зошто така? Што знам, преферирам повозрастни разговори. дека. Ајде. А што, немаш пријатели на твоја возраст, бе? Па не, само луѓе кои се. Само луѓе кои се. И тоа ти е доволно, бе? А? Што сакаш да кажеш? Ништо, бе? Само мене би било малку тоа разочарувачки. Тоа сакам да кажам. Јас мислам дека доволно ископавме за денес да продолжиме утре. Зашо јас сум ќе ја можам да продолжам? Така, мислам дека доволно ископавме. Не е тоа, Александар, не е тоа. Нашиот пријател не преферира возрастни разговори. Тоа е работата. Може би. Што значи намерно се откажуваш од привилегијата да правиш возрастни разговори? Да, може би се откажува од привилегијата, ама сепак можам да најдам кај е гостинската соба.
Ти можеш да копаш? Секој. Ај, копај. Се оправила друпале? Што да копам дупка? Да. Па не. Ja. Да, повеќето дупки што сум ги ископал одма ги пунат. Стварно, кој тоа бе? Па не знам, некои луѓе што знаат да работат само асфалт. Ајде. Мислам, ја ги копам, они ги пунат и ги асфалтираат. Со шо ги подадете? Па не знам, со цемент, бе. Да. Мислам, тука збориме за суштината. Ти што мислиш дека збориме? Ништо бе. Однака само те прашав. Мислам дека најбитно е да има, знаеш, она правилна распределба на трудот. Градење консензус. Сакаш да кажеш сите да се сложат? Да, Така. да, тоа го кажа. Така, така. Да, и да има взаемна доверба, знаеш, ако паднеш да има кој да те фати. Мене тоа нема да ми се случи. И на секој може да му се случи да падне од скелето. Не тоа бе. Мене нема кој да ме фати. Зашто не? Не е важно. Ај работи. Копај таму. Ајде пречи што те вика Малек. Алек. Колку долго го работиш овде? Доста долго. И? Не е лесно, а? Па не. Не. Особено вторник и четврток. Ајде. Зошто? Па у автобуси со пензионери, знаеш како. Аха. Сам тако влагаш село со калови, со прашини, со пот ти тече, ти се полева. Мислам, начинот на кој те гледат луѓето, ужасно. Алек. Што е најтешката работа што си ја работил до сега? Најтешка работа? Да. Сега. Гипс картон, браче. Ајде. Да. Зошто? Опасна работа, не знаеш. Значи, мириса на сулфур, корне, не варе самиот ѓавол. И што работава со сулфур? Во ствари, испарувањето од сулфурот го вдишуваат луѓето и им се дешава нешто, некоја хемиска реакција и почнува да полудува. И јадат гуштери, човече, змии, тоа сериозно, стварно. И што се случува? После тоа почнува да се молат на боговите, за као богови, као уствари да им ги скратат маките за ова. Ајде. За на крај да сватат да ги самиве богови се шупли као гипс картонот. Алек. А Ивица? Што е вица? Ивица? Спиен. Зошто спие? Ноќе. Така е, ноќе спие.
Сега ќе продолжиме. Ќе продолжиме, али? Ајде, копај. Ајде, копај. Не го очекував ова тоа. Кој? Твојата физичка способност, мислам начинот на кој се фрлаш на работа. Тоа ли? Дедо ми беше зидар. Тој изгради куќа заедно со татко ми. Зашто татко ми помагаше, само он беше технички спремен поише. Многу сакаше да работи, цело време нешто чепкаше, поправаше. Јас како дете сакав да го гледам. Имаше едни дланки, огромни. А не беше зидар. Кога сме кај дланките, ти имаш големи дланки? Ја? Помислам да се окей, средни зидар. Не. Тоа се мали рачиња, Алек. Ова се големи дланки. Гледај. Јас имам поголема дланка од тебе, а не сум зидар. Многу ти се нежни. Ти сигурен си дека си зидар? Крем за раце, браќо. Ајде, крем за раце. Па добро, тие мали рачиња треба да се одржуваат некако, а? Види, малите раце, мојата генерација за голема предност ги сме. Ајде. А други некои работи нешто, лосион за тело, купка, гел за туширање, нешто, а? Шо ти е гале? Не ми е гале, само јас не познам други зидари што користат крем за раце. Па јас си се грижам за себе. Ајде, се грижиш за себе. Шо е со светлото? Алек. Алек, зашто не си признаеш дека не си зидар, а? Сега е прав момент да признаеш дека не си зидар, ќе ти олесни. Извинете, дечки, моја грешка. Се сопнав од кавалот. Еве го. Не може да заспиам. Не, а? Зашто? Па ја не можам да заспиам кога имам незавршена работа. Така е. Што да збориш, бе? И шо се? Дојде да ни помогнеш? О? Дали дојде да ни помогнеш, што мова? Да. Да, пошто целој хаос се и тоа е работа. Така е. Оваа дупка ќе копаме и твоја дупка. Што зборите, бе, две? А? Ништо, бе. Што е, бе? Пак проблеми со нозете, а? Ништо не ме на носите. Како ништо не, пошто порано имаше како мал проблеми. Ти текнува? Не ми текна. Да. Алек, ти кажал ли Ивица дека како мал имаше тенки криви нозе, а? Шо, како Икс? Да, како Икс. И заради тоа што он беа Икс, можеше да води само женски точачи. Јаде гом. Женски точачи, ама не, он ги надрасна тие нозе, Алек. Ги надрасна тие мали тенки ноđења и стана големи, дебели, машки ноđења и почна да вози машки точаци. Ти знаеш дека од сегаш сум возил боле Така точак е. од тебе. Така е. Така е, само што ти ги возеше поелегантно, затоа ти купуваш женски точаци. Што сакаш ти од мене? Ништо, бе. Ништо, само се восхитував на твоите нозе, на начинот на кој што тие се развиваа, на начинот на кој што ти се развиваш, Ивица. Алек, сакаш ли ти да се развиваш како нашиот пријател Ивица, а? Сакаш ли ти кога ќе пораснеш да бидеш како Ивица, да станеш како Ивица? Сакаш, а? Како Ивица? Како Ивица, баш.
Не. Зошто не сакаш? Па не знам ќе станам тоа што ќе станам. А што сакаш да станеш ти? Бе? Па не знам, не е логично да се определува еднината, мислам, не можеш да станеш нешто, ако станеш нешто губиш. Мислам, најбитно е да останеш флексибилен. Браво, браво, але тоа е правилно размислување. Тоа е правилно размислување, само не заборави дека на тоа ти ма научил нашиот пријател Ивица, затоа што тој беше многу флексибилен човек. Што сакаш ти од мене? Ништо бе. Ништо не сакам. Само ми е мило што те гледам, тоа. Мисля дека никош повеќе нема да те видам, тоа. Дај полеч. Работи ли бе нешто куќава бе? Добро, што ќе направиме кога ќе не идеме на вода? Како мислиш? Вај да сме завршили со работа. Еве ти кажем малиот. И што потоа? Што потоа бе? Па добро, сигурно си смислил нешто што потоа. Еве не сум смислил што потоа. Што требаше некој поздравен говор да смислам, а? Значи тоа е тоа, а? Да, тоа е тоа. Ајде. Што е? Што е? На мајка ти. Ајде, ајде, гомна. Кај вецето? До влезната врата. Извини за тоа. За кое? За тоа што го зема Фалекс од мене. Добро дете. Само копа како девојче. Да. И личи на тебе. Сега се е окей. Се е окей. Абе. Што ствари се десно меѓу вас двете? Ништо. Што рече? Рече ништо.